Македонците и србите земаат кредити за да живеат, а хрватите за да инвестираат во недвижности. Квалитетот на животниот стандард во овие три земји, некогаш членки на иста државна заедница, дефинитивно се отсликува и преку видот на кредитите што ги земаат граѓаните од домашните банки за да ги финансираат своите потреби и желби. Во Хрватска доминираат стамбените кредити, додека во Македонија и во Србија потрошувачките кредити, покажа анализата што ја направи порталот Пари. Оваа состојба може да има и поинакво толкување. Дали на граѓаните во Македонија и во Србија поретко им требаат кредити за да купат стан, затоа што веќе располагаат со значително високи парични фондови со кои го засилуваат бумот на пазарот на недвижности. Состојбата на кредитните задолжувања на граѓаните во банките во мај 2024 година покажува дека од вкупно 22,8 милијарди евра кредити на физички лица во Хрватска, дури 11,2 милијарди евра отпаѓаат на стамбени кредити, а уште 382,8 милиони евра на хипотекарни кредити. Во Македонија сликата е различна. Од вкупната кредитна изложеност на граѓаните кон банките, во износ од 3,8 милијарди евра, дури 2,2 милијарди евра отпаѓаат на потрошувачки кредити, кредитни картички и негативни салда на тековните сметки. Станбените кредити на крајот од мај годинава изнесуваат вкупно 1,4 милијарди евра.